Raspni go, raspni go, raspni go, Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Oče naš koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da se sveti imeto Tvoje. Ke te vozljubam, Gospodi, Psalm 17, krepost moja. Vidite, nije to izbor go nemame ljubam, imame nije zbor ljubam nekogo, no vozljubam, ke te vozljubam. Bog toliko go vozljubi svetot. Pazete, vozljubuvanje je Božja kategorija, što go dade svoj jednoroden sin. Mir vam, tatko moj zborува i deneska niz mene, neka Tvoето živo slovo ги допре оние кои се жедни за Твојата љубов. А јас ке ги озвучувам и ке Ти служам. Не јас да зборувам, Ти зборувај низ мене. Господе Исусе Христе, Те сакам, Христосе, слава Ти Исусе, што ми подари уште еден ден, што ме движиш, што ми даваш сила, што ме облекуваш во љубов, што ме облече во Твојата радост, што ми даваш долго трпение, што ме научи да простувам, да се молам, што ме научи да поднесувам штетата, да се молам за своите непријатели, јас немам непријатели. Ти благодарам, Господе Исусе Христе, што го даде, ни го покажа патот, ја пролеа својата света крв за секого од нас. Во Тебе живееше Отецот во сета Негова полнота, а луѓето не сакаат, како што вчери се кажува на мојата сотрудничка Манде, не сакаат да знаат за мене. Бог кој го даде својот живот за секого од нас, кој ни дава сила да се вратиме назад во Божјото царство на небесата. А ние сме врзани за овој свет, врзани сме за материјалното, за мамона. Ние сме сведоци за сите тие состојби што се случуваат во македонскава земја. Но денеска ќе зборуваме, тие денеска слава, денеска е 31 декември 2018 година, и тие вечерва ќе слават нова година. Замислете што слават, одбројувањето на времето. Има еден стих кој вели, некои ги разликува деновите за Бога, ама тие не ги разликуваат за Бога, за Дедо Мраз. Кој ги разликува за Бог, кој не ги разликува за Бог, ги разликува и не ги разликува. Тие денеска слават нова година. Единствено нешто што е вредно за слава е Исус Христос. Е Исус Христос. И одиме 17-тиот псалм, зашто сето тоа идолопоклонство. Колку е глупаво да го славиш времето кое ти одминува, зашто времето е кратко. Пишано е добро, времето е кратко, не му остана многу време. Сатаната е фрлен на земјата и добро е пишано, нема многу време, а вие го славите времето, а за Исус не сте слушнале, не сакате да знаете, ќе те возљубам, Господи, крепост моја.
Господ, мојот татко на небесата е моја тврдина, прибежиште мое, мој избавител, Бог мој, собственик мој, помошник мој, помошник, дали ви треба помош во овој свет? И се надевам на него, кој се надева на Севишниот Бог живее во домот на Небесниот Отец. Он е мој заштитник, сила на спасението мое и заштитник мој. Ќе го призовувам и ќе го прославувам Господа и ќе се спасам од непријателите мои. Одиме сега понатаму, значи вториот дел од 25 стих 17 псалм, со светиите, и претходно има ме изведе он 20 стих, ме изведе он 19 стих на пространо место. Слава ти Господе Исусе Христе, и ме избави, зашто ме засака, зашто ме возлюби, зашто ме љуби. Исус на едно место вели, останете во мојата љубов. Тоа е се што треба да знаете од Библијата. Останете во мојата љубов. Тоа значи било што да ти се случува, ситуација, настан, напади, обвинувања, штета, остани во Исусовата љубов. Зашто, значи, он ме изведе на просторно место, ме избави, зашто ги запазив патиштата на Господа, на мојот Отец, и не се оддалечив од мојот Бог. Остана во неговата љубов. Победи го злото со добро. Љубовта е сила, љубовта покрива многу гревови. Љубовта е сила Исусова, не. Љубовта е сила Исусова, и вистина ви велам не сопира. Слава ти Господи Исусе Христе, зашто ги запазив патиштата на Господа и не се оддалечив од мојот Бог. Што значи тоа? Па пред очите, како и Давид што го имаше Бог, јас го имам Исус. Размислувам на него, како тој постапува, како би постапил, што би направил, што направи тој, како ја испи горката чаша, како на крстот рече прости им, татко, не знаат што прават, како го заврти другиот образ, како оној што го натера да оди со него 1 милја, тој одеше 2, како на оној што му ја побара горната облека му ја даде и кошулата. Како Исуса, амин. Оти сите заповеди негови се пред мене и наредбите негови не ги отстранив од себе. Пазите, заповеди и наредби. Нова заповед ви давам, Исус. Да се љубите, луѓе, о, вие неразбрани галатјани, о, вие неразбрани армакедонци, о, вие арнаути, болгари, срби, грци, руси, американци, НАТО и Европска Унија. Да се љубите, тоа е заповед, не да го изнасилувате македонскиот народ, да му наметнуваш со сила, да го соблазнуваш македонецот, да му наметнуваш туги јазик, туѓа религија, да шириш еден народ кој не го знае Исус, да ги малтретира другите народи, човековите права да важат само за него. Тоа е вавилонска тактика, тоа е сатанска збирштина, тоа не е љубов, Значи, заповедта е љуби го својот ближен, наредба како себе си. Ако не го љубиш, излегуваш од Божиот закон на љубовта. И тешко тебе, Хоразајде, тешко тебе, градови што не го примите Исус, тешко вам, Содома и Гомора. Со светиите, 17 псалм, 25 стих, ти постапуваш свето. Еве го Божиот закон. Свет си, свет. Со невин човек си благ, тој е Божиот закон. Со чистиот чисто, а со лукавиот според неговото лукавство. Значи, се оно што го прават луѓето, правете им го и вие. Тоа се Божиот закон и пророците, во Матеј го има тоа. И на повеќе места. Се оно што го правиш на луѓето, очекувај наскоро да ти го прават тебе. Тоа е старозаветниот закон, кога живееш без Исус, бидејќи по законот не можете да се спасите. Евреите добија закон преку Мојсей, но си направија златно теле. Значи, евреите кои имаа завет со Бог, кога не успеа, како ќе успеат некои други народи?
Но македонците се тие кои го повикаа Бог со чистиот чисто, зашто ти ги спасуваш угнетените, татко мој. Јас знам дека имам татко на небесата кој се грижи за мене, кој создал се. Негов род сме, се вели на едно место. Од една крв сме сите создадени, сите. И тие што не го познале. Но тој е многу милостив и долго трпелив, долго не чека да се покаеме, зашто ти ги спасуваш угнетените и гордите ке ги понизиш. И гордите ке ги понизиш. Гордоста на овој свет е навистина видлива. Горд сум на ова, горд сум на она, горд сум на себе, горд сум на својата историја, горд сум на својата работа, горд сум на своите деца. Бог се противи на горделивите, а на смирените им дава благодат. Видете, не можете да го разберете тоа ако не побарате прошка, ако немате потреба од Божјата љубов. Телесно не можете да го разберете. За вас тоа е безумство. Тоа е без ум. Немате ум за тоа. Потребен ви е Божји ум. Секоја мисла да е покорна на Исус, не со вашиот ум. Со вашиот ум не можете да разберете. Со вашиот ум славите Нова година и Дедо Мраз, пиете Кока-кола и ве дрогираат. Се дрогирате, се опивате, вршите прељуба, живеете телесно, сеете во телото и ќе пожнеете смрт. И нема да биде убаво. Во првата смрт, во втората смрт низ огнено езеро, каде што ќе треба да се прочистите. Оти ти го осветлуваш моето светило, Господи. Знам дека Господ ме осветлува, мојот татко на небесата, мојот Исус, мојот Бог, Исус. Псалмите се старозаветни, но тие се безвремени. Ако ги читате во дух, мојот Бог ја осветлува темнината моја. Исус ме осветлува. Тој е светлината на светот, нели? Јас сум светлината на светот, вели Исус. Кој врви по мене, нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Но што значи да се врви по него? Останете во мојата, не во мојата, во бољата, во неговата љубов, во Исусовата љубов. Ти ќе ме избавиш од искушенија, татко мој, и со мојот Бог, Отец, и ѕид ќе прескочам. Со мојот Отец и ѕид ќе прескочам. Бог мој, непорочен е неговиот пат, патот на Исус. Тој е непорочен. Другиот пат не е порочен, не можеш да издржиш, синко. Господовите зборови со оган се прочистени. Видете, овој стих ја објаснува суштината. Господовите зборови со оган се прочистени. На едно место се вели, мојот Бог е оган што согорува. Мојот Бог, татко на небесата. Значи, првата смрт е телесно оди во земја. Голи доаѓаме, голи. Нема да носите никакво богатство од земјата на небесата. Втората смрт е со душата и духот на Отецот кој ти го дал, застануваш и поминуваш низ оган на љубовта. Ако делата ти се добри, ќе поминат, ако не се, ќе изгорат. И ти ќе бидеш самиот оштетен, но самиот да се спаси, духот негов, ќе чека суд што ти го дал. Зашто ти без духот си камен, дрво, материја, билка. Па потоа стануваш животно. На едно место се вели, од каде знаеш ти сине човечки? Син човечки е оној што не го спознал Исус, што не живее поред Исус. Тој е син човечки, дека твојата душа ќе оди на небесата, а душата на животното ќе оди во земјата. Добро прашање. Значи, Господовите зборови со оган се прочистени. Ние ќе поминеме низ огнот на љубовта. Нема таму некоја печка на нас кара, како што мислат некои деноминации, кои го поделиле Исус. Тие се излезени од Божиот закон на љубовта, зашто Бог вели едно тело, чија што глава е Исус. Ние сме сите едно тело, а тие се поделиле. Слава ти, Господи Исусе Христе. Јас не ја барам својата слава, во мене нема бес, значи не осудувам. Туку го почитувам мојот татко, кој ме испратил, јас сум пратен, и тој зборува низ мене. А вие што се со отворено срце го сеќавате, ја сеќавате ли неговата љубов во овие слова? Отворете го срцето и речете, татко мој, сакам да бидам син Божи, прости ми, погрешив пред тебе и пред небото. Зашто кој е Бог,
Освен Господа, нема друг. И кој е Бог освен нашиот татко Бог? Он е заштитник на сите кои се надеваат на него. Пазете го овој стих. Ти се надеваш на луѓе, на партии, на пари, на не знам што, на НАТО и Европска унија, сатански, масонски организации. Пазете, он е заштитник на сите кои се надеваат на него. Само на него се надевам, на него предавам, се му давам нему, мојот имот, овој дом овде што е зад мене, тоа е црква, Исусова. Некој го знае тоа, некој несвесно доаѓа и помага. Слава ти, Господи Исусе Христе. Еве една верверичка. Те сакам, Исусе. Ти благодарам, Христосе. Ти си цар, Исусе. Некои помагаат, сеќаваат Божјата љубов преку делата на љубовта. Ти благодарам, Христосе, што си ја создал оваа верверичка да се движи, да ја сеќава твојата љубов. Бог е оној кој ме препашува со сила. Твоја е царството и силата и ми поставува непорочен пат. Патот е тесен што води кон животот. Исус. Тоа е патот на Исус. Тоа е постапка како Исус. Тоа е живење како Исус. Тоа е љубење. Љубење на сите како Исус. Брати и пријателе, синко човечки, седиш на другата страна и немаш љубов, осудуваш, те нервираат најблиските. Предај му се на Исус и речи: Исусе, не можам да го решам овој проблем 3 чекори назад. Ти зборувај низ мене, покажи ми како да љубам. Дај ми сила да љубам, облечи ме во твојата љубов. Ми ги прави нозете како на елен. Слава ти, Господи Исусе Христе, ме поставува на височини. Ми ги обучува рацете за борба и мускулите мои ги прави да затегнуваат бакарен лак. Тоа е сево на што Бог дава. Објаснето е на повеќе начини, на едноставен јазик за да се разбере. Бидејќи словото е дух, а ние сме телесни. Потребен ни е преведувач, во дух треба да се знае ова. Ако човекот што го озвучува словото не е во духот на Отецот, словото е мртво. Проповедта е здодевна, нема сила. Тоаш не е живо слово. Живо слово значи со двоостар меч да продре во твоето душа и во твоето срце, да те разбуди, да го запали пламенот на љубовта. Амин. Амин. Ти ми даде заштита за моето спасение, татко мој. Твојата десница ме прифати и твоето, еве го тоа воспитување, ме исправи до крај. Твоето воспитување, неговото воспитување, Исусовото воспитување. Помазанието ќе ви даде се. И нема потреба некој да ве учи, зашто помазанието ќе ви даде се. Он ќе ве научи на се. Духот на вистината, духот утешител. Во дух треба да се разбира Светото писмо. Во дух. Во тело не се разбира грешно и луѓето не може да се разберат. Го поделиле Исус, направиле прељуба и тие се срам за Исус. Тие го брукаат нашиот татко на небесата, бидејќи велат: еди ги овие христијани едни против другите, а зборуваат за Исус, слават на различни денови. Исус вели дека тој е главата, а ние сме органите, со со нашите тела се живи камења, столбови во црквата. А ние сме поделени. Поделени, затоа што го читате овој текст, ова слово преведено на материјален јазик, без дух, телесно. Без дух, а телото без дух е мртво. Не се мисли само на човек и на заедница, која мисли дека е во Исус, а е своја глава. Капа. Главата на мажот е Исус, а на жената треба да е покриена со мажот и со Исус. Јасно сам трака. Имав еден спор со еден сотрудник. Не ме слушал веќе бидејќи носам капа. Надвор е минус 7 степени. Знаете што? Интересно. Не размислувајте телесно. Еден ми вели Армагедон било во Израел. Таму некоја пустина. Армагедон е духовна состојба. Вие телесно разбирате. Твоето воспитување, значи тоа е тој што поучува, поставува, едни за апостоли, други за пророци, трети да го читаат овој завет на телевизија. Слава ти, Господи Исусе Христе. И да му служам како што Духот сака. Ме исправи до крај твоето воспитување. Ти благодарам што ме исправи до крај. И тоа ќе ме научи.
Тоа е тој што учи. Можете да одите во некои школи, вакви, онакви, леви, десни, вистински, прави, криви, народни. Не баре политички партии поделени, луѓето во Исус се поделиле во Исус. Не сте во Исус. Исус е една глава и едно тело. Тоа е љубовта, духот на љубовта, љубов меѓу сите. Ти ги расшируваш чекорите мои 36 стих под мене и нозете мои не се уморуваат. Навистина е така. Било каков проблем да имам болка. Татко мој, Исус е помош, доктор Исус, на помош. И врвиш напред, но треба да си во законот на љубовта. Да си им простил на сите, да не осудуваш, да научиш да молчиш во присуство на Бог, да повлечеш 3 чекора, да го поднесеш шлаканицата на едната страна па на другата, да поднесеш штетата. Трпеливо поднесувај навреди, да ги љубиш сите, да испиеш горката чаша и да речеш прости им, татко, не знаат што прават. Да се молиш за тие што те напаѓаат. Често им велам, јас му припаѓам на Исус да ги предупредам, но ако не разбираат, им кажувам. Им кажувам и се молам за нив. Нозете мои не се заморуваат. Ке ги гонам непријателите мои и ке ги стигнам. И не се враќам додека не ги победам. Тој зборува за она што е внатре во вас. За змијата и жената. За телото и за духот. Суета, љубомора, омраза, бес, завис, похота, блудство, идолопоклонство. Тие се непријателите твои, брате. Се разбира и надворешните. Тие што те напаѓаат и велат нема македонци, немате јазик, немате историја, не постоиш ти, вели ти. Како не постојам? Бог ми рекол дека сум македонец, ме запишал овде. И тие се непријателите. Но првин се тие внатре во тебе. И не се враќам додека не ги победам. Те сакам, Исусе. Ке ги притиснам и тие не ке може да обстанат. Значи, Исус да се насели во твоето срце со Отецот, треба да пребиваш во љубов. Да враќаш на се со љубов. Да дишиш љубов, да мислиш љубов. Срцето да ти чука. Во 17-осминскиот такт на љубовта. Во Исусовиот такт. Се шегувам за тактот 18-ки. За да разберете, бидејќи и тоа е од Исус. Рам-пам парам-пам парабадам, рабадам дарам-дам дарам-дам. Опа, рам-пам парам-пам парабадам, рабадам дарам-дам дарам-дам. Исус рам-там тарам-там, Исус тарам-там, Исус тарам-там тарам-там. Видете, и ритамот е од него. Само луѓето забораваат и почнуваат себе си да се слават, си ја бараат својата слава и како ќе бидам на некои погреби, комеморации, како слават некои мои драги пријатели, колеги, кои не го спознале Бог, умреле, кој од болест, кој од рак, кој од нешто, кој од пиење. И ги слават идолопоклонство, вакви биле, такви биле. Тие не разбираат дури дека некои делови, односно скоро сите делови се, бидејќи Словото е од Бог, од Исус. Тие се неписмени, не разбираат дека Шекспир комплетно е од Исус, Достоевски. Тие во духот на нашиот Отец прават разредена приказна за да се дојде до Бог. И тие мислат дека делата се нивни и ги воличаат нив. И како што и рече вчера духот на мојата сопруга, кога се молевме, не сакаат да знаат за мене. Исус вели, не сакаат. Сакаат да знаат, си ја бара кој ја бара својата слава. Својата слава. А не славата на оној што го создал и што го пратил. Зашто ти ме препаша со сила за борба, Исусе, и ги покори пред мене оние што станаа против мене. Јас сум победник со Исус. Кој го победува светот? Оној кој верува дека Исус е Христос. Верува. Што значи да се верува? Да се живее како Исус. Да се љуби како Исус, значи да се верува, да се љуби. Ти не можеш сам да љубиш, тешко ти е, телесен си. Те нервира светот кој е неправичен. Не ја барај својата правда, Божијата правда. И Царството Божјо и секој ти се придаде. Ти ги натера во бегство непријателите мои и ги истреби сите оние што ме мразат. Често ме напаѓаат некои луѓе, потоа можам да видам да повлечам линија, се молам за нив, но упорно продолжуваат. Знаете, Господ дава 3-4 пат, тој знае колку пати да се покаеш, јас не знам. И после ќе те погоди во телото, па во душата.
Собствената омраза ќе те погоди по старозаветниот закон, се она што го правиш на луѓето ќе ти се прави тебе. Тој е закон, тој го знаат сите вери, и будистите го знаат, и муслиманите. Македонска поговорка: фрли си зад себе за да си најдеш пред тебе, изведена од духот на нашиот Отец. Тие повикаа, но нема кој да ги спаси, непријателите му и кон Господа, и он не ги чу, Господ не ги слуша, неверниците и грешниците, пишува. Кои се грешниците? Сите што не го повикуваат Исус се грешници. Нема ни еден праведен, нема кој да го бара Бога. Ако некој вели дека нема греф, лажеце. Пишано е: ќе ги иситнам како прав на ветар, тоа ќе биде на крајот, ќе ги газам како кал по патиштата, зашто човекот е од земја и во земја ќе се врати. Ете, овој 17 псалм и повеќе делови од целото писмо, цела една страна, целото писмо се содржи раскажано е на безброј начини по Божјата љубов, за да разбереме ние од духовен преведено на телесен јазик, но потребен ви е дух за да го разберете во целост, инаку ќе го разбирате буквално, ќе рипате во крстот по реката, ќе го носите својот крст, ќе осудувате. А тука пишува дека не треба да се осудува, вие осудувате. Со ушите не слушаат, со очите не гледаат, да се покајат да ги исцелам. Те сакам, Господе Исусе Христе. Ке ме избавиш од народ бунтовен и ке ме поставиш за поглавар над народ, чии луѓе не познавав, и тие сега ќе ми служат. Апостол Павле отиде кај незнабожците, отиде кај македонците, ги остави евреите. Зашто тие го распнаа Исуса и тој рече: ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. Потоа македонецот го сонува апостолот Павле: дојди во Македонија и помогни ни. Бог избира народ. А сега доште некои незнабожци ти велат: не постоиш, ние сме македонци. Ако си ти двајца, не можеш да бидеш двајца, или си син Божи, или си син човечки. Не можете да му служите на Бога и на мамона. Не можеш да си во сатанско тело, а да велиш дека си во Бог. Ако си во нељубов, ти си во сатанско тело. Не можеш да бидеш грк, а да бидеш и македонец, да бидеш бугарин и македонец, албанец, да бидеш илир и македонец. Не можеш да бидеш двајца. Тесен е патот, два пата има, два идентитетот, синови човечки и синови Божји. Синови човечки се оние што не го спознали Исус. Само по слух за мене ме слушаат, тугинците ми се покоруваат, тие што се ќаваат Духот Божи. Тугинците бледнеат и треперат, излегувајќи од своите градови. Жив е Господ и нека е благословен мојот Бог и Татко. Нека се превознесува мојот Отец Бог на моето спасение, на моето спасение и на твоето спасение. Бог кој одмаздува за мене. Бог кој одмаздува за мене. Одмаздата е моја, јас ке отплатам, вели Господ. Остави место за Божиот гнев, односно повратната сила на нељубовта која е упатена од човекот кој ја упатува, се враќа кон него. Избавител од моите гневни непријатели, ке ме возвисиш над оние што стануваат против мене, зашто против тебе, зашто ти си во мене, Исусе, и ке ме избавиш од човек неправеден. Ако действувам во твојата љубов, ако останувам во твојата љубов, поради тоа те исповедам и овие завети пред народите, Господи, ќе го воспевувам твоето име. Љубовта е сила Исусова и вистина ви велам не сопира. Те сакам, Исусе. Поради тоа те исповедам пред народите, Господи, ќе го воспевам твоето име. Ти кој величенствено го спасуваш царот свој и му правиш милост, царот Исус, во кого пребива семокниот Бог во дух, и му правиш милост на твојот помазаник Давида и на потомството негово довека. Давид, оној што видел, што прогледал, одроден слеп и станува пратеник, раб Божи, молитвен војник на Исуса Христа. Мир вам
do Božjo carstvo nebesno ostanete vo мојата љубов, армакедонци мои, не во мојата, во Исусовата. Но јас не живеам, Исус живее во мене. Јас не зборувам, туку го зборувам она од оној што ме прати. Научи да застанеш пред Бог, Создателот, Таткото на небесата. Научи да молчиш. Тој, Он да зборува низ тебе. Те сакам, Господе Исусе Христе. Благослови ги сите оние што ќе кажат сега, клекнати на колена, со чисто срце. Те сакам, Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Те сакам, Господе Исусе Христе, дојди во неговото срце и во моето срце и помогни ни. Амин. Raspni go, raspni go, raspni go, Isusa. Drugi spasuvаше, sebe ne se spasi, Oče moj ne ostavi. Prostim, Tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, Tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, Tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, Tatko, ne znat što pravat,